Добре дојдовте на програмата на Телевизија Плюс, го следите најновото издание на Дневникот, а во него ќе гледате. Објектот во Сопот е на државно земјиште, вели Димитриевски. Билјана Ивановска повторно директор на болницата. 40 години со Нино, песна, љубов и вино. Градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски повторно ќе испрати инспектори на терен кај Сопот за да се утврди дали плочата на Голема Албанија е поставена или не во рамки на така наречениот музеј на ОНА, кој како што вели и самиот е дивоградба. Димитриевски уверува дека ќе иницира законска постапка за да се утврди кој го подигнал објектот и потоа ќе ја продолжи постапката за негово уривање. Во текот на вчерашниот ден добивме информација од вас медиумите дека имало таков настан во село Сопот и веднаш беше издаден од моја страна налог за вонреден инспекцијски надзор на лице место. Излезе градежен инспектор, во присуство на други лица е утврдено дека целиот објект во кој што е организиран настанот е дивоградба. Истиот е изграден на државно земјоделско земјиште, кое што во имотниот лист број 117 под катастарска општина Сопот се води на парцела 963. Целиот објект е дивоградба и општина Куманово нема издадено никаква документација во врска со градба на овој објект. Од страна на надлежна инспекцијска служба е направен записник. Записникот е насочен кон енен лице, бидејќи од присутните лица таму никој не се пријавил дека е инвеститор или пак собственик на објектот. Истиот записник денеска е истакнат на огласна табла во рок од 3 дена додека трае постапката. Паралелно ќе доставиме пријава и до полиција да се открие енен сторителот на ова кривично дело и веднаш по затварање на записникот и истекот на рокот ќе биде процесуирана кривична пријава против сторителот, во овој случај енен лице, но дополнително добив информации од секторот за урбанизам дека за оваа предметна парцела исто така е поднесено и барање во 2018 година за легализација од страна на физичко лице и сите тие документи ќе ги доставиме како предмет на идната истрага. Како ќе следуваат постапките? Согласно законот, општина Куманово поднесува до сите прекршители на законот доколку има кривична одговорност кривична пријава до надлежното јавно обвинителство Куманово или основно јавно обвинителство. Оваа година имаме поднесено вкупно 14 кривични пријави, оваа ќе биде 15 и продолжуваме со носење на решение за извршување на објектот и потоа ќе следува процедура за уривање на објектот. Се однесува што побаравте коментар по однос на политичкиот дел или пораките кои што беа испратени на овој настан, можам само да констатирам или да потврдам уште многу пати до сега, дуи како носител на власта, а всушност дел од раководството на СДСМ кои што се на највисоки државни позиции, се однесува како привезок, дуи манифестира само властие од позиција на власт повеќе од 20 години и токму во предизборниот период се користи со вакви методи за собирање на ефтини политички поени, каде што многу пати со вакво однесување го руши и директно уставниот поредок на државата и ова е молкот од надлежните институции е повеќе од срам, бидејќи интегритетот на државата мора да се заштити. Значи, ние како општина немаме сознание и го имаме воведено, значи, имаме водено постапка по однос на легализација во атар на оваа село, но конкретно за овој објект не знаеме, бидејќи тоа село се наоѓа некаде на 14 километри оддалеченост од градот, инаку ова е локација во непосредна близина на границата со соседна Србија, каде што секојдневно патролира граничната полиција и зошто тоа никој не го пријавил и самиот се прашувам, но како и да е, ние од моментот на сознанието ќе ги преземеме сите действија.
Билјана Ивановска повторно ја доби менаџерската функција во Општа болница Куманово, откако претходно по само 1 месец раководење со установата беше разрешена од министерот за здравство Фатмир Меджити без конкретно образложение. Професионално, честно, одговорно и легитимно продолжувам на позицијата менаџер на јавната здравствена установа Општа болница Куманово. Животот е полн со предизвици и како таков треба да го прифатиме. Во соработка со Министерството за здравство ќе ги реализираме проектите кои се дел од мојата програма, а се од исклучително значење за сите граѓани на Куманово и околните 6 општини, изјави староновата директорка Билјана Ивановска. Ивановска е дипломиран психолог, а во болницата работи од 2015 година. Дваесетгодишен кумановец бил приведен вчера под сомнение дека извршил кражба од приватен имот во Куманово. Како што информираат од полицијата, кумановецот се сомничи дека истиот ден на булеварот Октомвриска револуција во Куманово влегол во приватен имот и одзел предмети. Крадецот бил приведен во полициска станица и по целосно документирање на случајот, против него ќе следува соодветна пријава, соопштија надлежните. Успешна година за Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев Куманово, која вчера го одбележа патрониот празник. Пред кумановци настапија солистката Сонја Пендовска-Мадевска и Златко Мадевски од Националната опера и балет, хорот на училиштето 11 октомври, кумановскиот вокалист Шпати Мустафа и културно-уметничкото друштво Срма. Центарот за култура додели награди и благодарници на вработените и соработниците. Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев Куманово го одбележа патрониот празник. Пред кумановци настапија солистката Сонја Пендовска-Мадевска и Златко Мадевски од Националната опера и балет, хорот на училиштето 11 октомври, вокалистот Шпети Мустафа и културно-уметничкото друштво Срма. Изминатата година за Националната установа беше успешна со голема посетеност на меѓународните фестивали, денови на комедија, на проза, бројни изложби, промоции, премиери на представи. Го одбележиме второниот празник на Центар за култура. Денес имаме еден пригоден настан, каде учествува солисти од Национална опера и балет, наш кумановец, вокалист Шпети Мустафа и нашата матична фолклорна група Срма, тука кај нашиот Центар за култура. Навистина сакаме со радост и се убаво да го одбележиме овој патронен празник како Центар за култура, како институција во која се случуваат убавите културни настани и се надеваме дека наидуваме и на добар одзив кај публиката во Куманово. Изминатата година, можем да кажем дека ја одбележија например фестивалот Денови на комедија, кој навистина имаше успешна посетеност, квалитетна програма, меѓународниот фестивал на проза кој го реализиравме во месец мај. Тука бе и премиера на 2 театарски представи од македонска драма, една од албанска драма. Премиерата ја очекуваме кон крајот на ноември на втора представа од албанска драма. И во меѓувреме беа сите реализирани концерти, ликовни изложби кои се од годишната програма на Центар за култура и други уметнички перформанси. Во врска со театар Куманово очекуваме Министерство за култура да ни одобри средства, да видиме колку средства и дали ќе бидат одобрени оваа година, бидејќи како што напоменав неколку пати, сега ни се потребни поголеми финансиски средства, се со цел да можеме да реконструираме кровната конструкција, за да можеме подоцна да пристапиме и надолу кон уредувањето на театарот, тоа се гледалиштето и сцената. По повод патрониот празник беа доделени пригодни награди на дел од вработените во Националната установа Трајко Прокопиев, а секако и благодарници на соработниците и поддржувачите на проектите од културата. Инаку во Центарот за култура речиси секојдневно се реализираат настани за љубителите на културата и уметноста. Основното училиште Вук Караџиќ вчера одбележа 78 години од постоењето на училиштето и 236 години од раѓањето на Вук Караџиќ. Патрониот празник беше прославен под мотото "Со хумор и песна учењето е лесно", а учениците под менторство на своите наставници подготвија свечена приредба со повеќе музички, рецитаторски и фолклорни точки. Куманово е град на шегата, на смеењето, на хуморот.
Кумановците се надалеку познати по добро расположение, дружење и позитивен дух. Хуморот во комбинација со песна и игра е нешто што го носи во себе секој вистински кумановец. А кога тоа ќе дојде до учениците, тогаш немаме сомнеш дека тоа е нешто искрено, весело и исконско. Голема благодарност до наставничкиот колектив, вработените и учениците што со многу труд и љубов ги подготвија денешните активности. Посакувам уште многу години да славиме вакви јубилеи, а училиштето да го задржи реномето на едно од најдобрите училишта во општина Куманово, изјави директорот на основното училиште во Караџиќ Ивица Ѓорѓиевски по повод патрониот празник. Нино Величковски во преполна сала на Центарот за култура во Куманово го прослави 40 годишниот јубилеј на музичката сцена. Негови колеги, пријатели, роднини, поддржувачи од сите генерации од земјава и соседството речиси 3 часа уживаа во одличниот концерт насловен 40 години со Нино и песни, љубов и вино. Во рамки на концертот се емитуваа и бројни сечоци од архивирани видеоматеријали поврзани со кариерата на Нино и неговите соработници, а во фоајето на Центарот за култура беа изложени дел од плакетите, дипломите и признанијата кои што Нино ги има добиено во текот на 40 годишната музичка кариера. Треба да си ја чуваме убавата автохтоната македонска песна, порача Нино Величковски по повод 40 годишното успешно постоење на музичката сцена во Македонија, но и во светски рамки. Голем број долгогодишни негови пријатели, колеги, соработници беа дел од големиот концерт што се одржа во Националната установа Центар за култура Трајко Прокопиев под мотото 40 години со Нино, песна, љубов и вино. Во рамките на концертот се емитуваа и бројни сечоци од архивирани видеоматеријали поврзани со кариерата на Нино и неговите соработници, а во фоајето на Националната установа беа изложени дел од плакетите, дипломите и признанијата кои што Величковски ги добил во текот на 4-децениската музичка кариера. 270 снимки со октетот Куманово, безброј со моите кумановски тамбураши и солистички, не е тоа мал музички багаж и затоа и радоста и мојата среќа е уште поголема, со надеж дека уште ќе оставам за мојот град и за мојата убава Македонија. Тоа е еден спој на младост и на искуство, почнувајќи од еден Перо Христов преку нашата сограѓанка и моја драга Маргица Антевска до Виолета Томовска, која е првата дама на македонската народна музика, староградска, ако сакате. Тука се неодмиливат мој другар и познат и препознатлив Наум Петрески, со години се дружам со него, групата Боеми од Битола соработувам преку 30 години, моите кумановски тамбураши, ансамблот Табиет од Свети Николе беа мои гости и прекрасен концерт, среќен сум заради тоа, оркестарот специјално пријатели од Скопје кој специјално направи Александар и Дац, мои драги пријатели, со 2 музички номери Бабино девојче и така натака. Се на се не може да се иснижи еден музички живот 40 години во 2 и нешто часа, но јас сум среќен човек бидејќи успеав во намерата од идеја до реализација со помош на моите пријатели, пред се вас како медиуми, мои композитори, аранжери, автори на стихови, моите сограѓани, Центарот за култура, Фондација за култура и спорт, градоначалникот Максим Димитриевски, Советот на градот ми даде осесодна поддршка и затоа сум среќен човек. Сакам тоа да се случи и во Скопје, зашто да не ова се да се преслика и таму. Мислам дека има интерес, имам што да пеам, остана Бабино девојче веќе обнародени, свирете ми тамбури, уште еднаш љубовта, Стар Беќар, наши кумановски од Тумба Фест, и Сгде жив Батко Ѓорѓија, па Зет дома Зет и многу песни не можам да ги избројам и многу тешко беше да се одлучам само за дел од тие песни. Да оставам еден амане дека кај ќе копнете во Македонија имате музика. Не ни треба примеси, сега музиката е секој си ја на свој начин доживува, овдека е толку инспиративно и толку богато фолклорно поднебје, да навистина не треба никакви примеси. Треба си ја чуваме убавата, автохтоната македонска песна. Тоа е мојот апел и чинам дека работам на тоа да го задржам тој стил на пеење, иако животот оди понатаму, има нови трендови, но да се базираме на изворот, односно на убавата македонска песна.
Нино Величковски музичката кариера ја започнал далечната 1983 година заедно со Октет Куманово. Со првата песна "Кажи ми Лено душо", музика и аранжман на Миодраг Божиновски Мичо, текст на Љубе Цветановски. И од тогаш широко беа отворени портите на македонската фолк сцена, се подсетува Нино. Само пофални зборови за својот колега од Октет Куманово упати и авторот на монографијата за Октет Куманово, Петар Николовски. Нино е неуморен, голем оптимист кој што со својот талент успеа да се издвои од останатите во Октет Куманово и самостојно кариерата да ја гради и надвор од Македонија, вели Николовски. Производ на Октет Куманово, бидејќи Октет Куманово има сигурно повеќе од 40 години како беше активен на почетокот, но умеѓу време Нино полека неговиот талент се издвои во групата Кумановци, Октет, и полека тој ја креираше својата кариера, нормално поддржувано од нас, а и ние го доста позувавме покрај нашите настапи како Октет од 8 души, да има и Нино некоја поединачна точка, бидејќи тој е по природа голем забавувач, козер, така да без Нино нема весела атмосфера. Било за време на некој концерт или обично после концертите некоја дружење во некоја кафана, ресторан или при патување надвор од Куманово. Ние доста патувавме во околина, во Србија, Хрватска и така натаму. И сигурно дека за време на тие патувања многу фини доживувања имавме. Нино е неуморен, значи голем оптимиста и едноставно речено никој пат не сум го видел нешто да не е расположен, односно некоја непријатна случка што имал да ја пренесува. Јас со Нино многу сум се дружил, не би сакал да издвајам од Октет Куманово, али едноставно речено околу монографијата што ја пишував за Октетот и така натаму, размена на материјалите и тоа е отприлика. Нормално, најповеќе со покојниот Миодраг Божиновски, раководителот на Октет Куманово, но секако дека Нино беше една од помаркантните делови од Октетот Куманово и тоа едноставно многу ми е драго. Ја вечерва се уште Нино го немам овдека видено, но ќе му честитам од се срце за овој негов успех во неговата пејачка кариера. 16-годишната соработка на Нино со председателот на Светската тамбурашка асоциација доктор Јован Пејчиќ резултираше со доделување на специјално признание за негување на тамбурашката песна. Sa Ninom Veličkovskim sarađujem već 16 godina i imam veliko zadovoljstvo da sam večeras u Kumanovu i ujedno imam i lepu dužnost da ispred Svetske tamburaške asocijacije večeras uručim najviše priznanje koje Svetska asocijacija dodeljuje jednom pojedincu za zasluge na očuvanju, napređenju, negovanju muzike, u ovom slučaju tamburaške muzike. To priznanje ovog momenta stiže u Makedoniju, u Kumanovo i ide u ruke Ninu Veličkovsku. На присутните во салата им се обрати градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски, гостинот од Нови Сад доктор Јован Пејчиќ, председател на Светска тамбурашка асоцијација и директор на Тамбурица Фест Нови Сад, како и Миро Маринковиќ, председател на Европскиот тамбурашки сојуз, а на видео обимот се обрати Мичо Мирановиќ, уметнички директор на Тамбурашкиот фестивал во Биелополе. Чест ми е да бидам овдека заедно со сите мои сограѓани да го проследиме юбилерниот концерт на нашиот сограѓанин Нино Величковски, 40 години представник на нашиот град, на сите културни збиднувања во нашиот град, во нашата држава, во регионот и пошироко. Сакам да му честитам од моје лично име, од име на сите наши сограѓани, да му посакам добро здравје, среќа и уште многу успеси. Нино е репрезент на кумановската музика, култура и има оставено еден траен белег во целиот тој мозаик кој што го креира не само тој, туку и голем број на кумановчани кои што се вградија во неговите дела, почнувајќи од Октет Куманово,
заедно со нашиот познат композитор Миодраг Божиновски и плејада на пејачи од македонската естрада. Вечерва ќе уживаме во убава музика, сигурно и во звукот на тамбурата, бидејќи тој е познат по голем број на песни кои што се придружувани од тамбураши и верувам дека ќе има и голем број на своји пријатели, блиски гости кои што исто така на еден начин со песна ќе му дадат признание за целото негово творештво и сите оние достигнувања кои што ги има постигнато годините на нас. Величковски е организатор на меѓународниот тамбурашки фестивал во Куманово, а беше директор и на Фондацијата за култура и спорт при општина Куманово. Депресијата е тивка, нема да ја слушнеш кога доаѓа и одеднаш таа е најгласниот глас во твојата глава. Со овие стихови започна трибината Депресијата низ стиховите на Рупи Каур, која се одржа вчера вечер во просториите на Занаидчиски дом во Куманово. Оваа трибина представува почеток на циклусот трибини насловени поинаква психотерапија, на кои што ќе се обработуваат теми поврзани со менталното здравје. Во формат на неформална панел дискусија во врска со поезија, филм, проза и музика ќе се говори за психолошки теми и потешкотии. Вчерашната трибина ја водеше Драгица Стаменковиќ, психолог и психотерапевт, која заедно со своите гости Наташа Пешевска, книжевник и културолог, и Сања Јовановска, психолог и психотерапевт, читаа стихови од Рупи Каур и говореа за депресијата како состојба и литературата како ресурс во справување со психолошките потешкотии. Трибината беше проследена со плодна дискусија и прашања од публиката, со што се потврди фактот дека недостасуваат повеќе настани од овој тип. Куманово в сабота ќе одбележи 79 години од своето ослободување, а по тој повод во тек е богата културна и спортска програма. Како што информираше директорот на Фондацијата за култура и спорт, Марио Арангеловски, на денешната пресконференција, ноемвриските денови се во тек. Главната програма за одбележување на Денот на градот започнува в петок со отворање на изложба на кумановските ликовни уметници, мега концертот на градскиот плоштад, а в сабота полагање на свежо цвеќе на спомен костурницата и свечената седница на која ќе бидат доделени ноемвриските награди. Би сакал да ви ја представам богатата културно-уметничка програма која во целост ја организира Фондацијата за култура и спорт при општина Куманово под покровителство на градоначалникот и советот на општина Куманово. Во тек се ноемвриските денови со сериозно богата културна и спортска програма годинава. Постои дигитална верзија од истата која може да ја најдете на нашите социјални медиуми, односно на Facebook и Instagram како Фондација за култура и спорт. Меѓутоа накусо ќе ви ги представам, ќе ви го представам онаа со што ќе го одбележиме самиот 11 ноември, односно прославата по повод Ден на градот, почнувајќи од петок, 10 ноември, која ќе се случи во уметничката галерија при музеј Куманово изложба на кумановски ликовни уметници, која ќе започне во 19:30 часот, па се до мега концертот кој традиционално секоја година се случува по повод Ден на градот, на кој што ќе ни настапат и наши локални артисти, односно Мартинијан Кириловски, кој ќе има таа чест да го отвори овогодинешното издание на мега концертот. По него ќе ни настапат собствениците на најголемиот хит во државата, тоа се Паја Килара, за на крајот звездите на вечерта да ни бидат Туна и ДНК. Се одлучивме за една програма со што ќе ги испочитуваме сите наши граѓани во Куманово, а сепак ќе се сведеме на поддршка на македонската музика и наши музичари. Утреденто, односно точно на 11 ќе се случи тоа свечено одбележување на спомен костурница со почеток во 11 часот. Секој од вас ќе може да си положи цвеќе. Веќе во 12 часот ќе се одржи традиционалната свечена седница во Центарот за култура Трајко Прокопиев и на тој начин свечено ќе биде одбележан 11 ноември, односно денот на ослободување на градот Куманово. Годинава прославуваме 79 години. Почна тампонирањето на патишта во села од општина Старо Нагоричане, соопштија денеска од локалната самоуправа. Надлежните од општината очекуваат подобро инфраструктурно поврзување.
Патот од Сувора до Карпино претходно беше во исклучително лоша состојба. Последните пролетни дождови пролетва речиси го уништија патот кој води до Стариот манастир, а и самиот предел е прилично карпест. Избрана е фирма изведувач. Станува збор за 2700 метри и обезбедени се 3,5 милиони денари средства од Бирото за регионален развој. Во тек е пробивање на патната инфраструктура и тампонирање, изјави заменик градоначалникот на општината Бобан Цветановски. Започна тампонирање и на пат од село Драгоманце до Стрновац. 1 милион денари се обезбедени за тампонирање и поврзување на селата Драгоманце Стрновац, со што ќе се поврзат обработливите земјоделски површини и ниви. Средствата се обезбедени од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието. Времето ден во време со температура која ќе се движи во интервал од 6 до 15 степени Целзиусови. Ви благодарам за довербата, останете понатаму со програмата на Телевизија Плюс. Имајте пријатна вечер.